Ракометен надпревар на терен со многу легенди. Како некогаш во спортскиот центар Јане Сандански, Веселин Вујовиќ или Нино Червар ги составија своите тимови. Легендите излегоа на сцена и повторно докажаа дека ракометот живее и останува на врвот во нашата Македонија. Емотивно се споделуваа моменти од надпреварите, заедничките патувања, победи и порази. Но на што остана се големите ракометни легенди, играта и дружењето на терен. Сите се сеќаваат на надпреварите и се надеваат дека вакви ракометни настани ќе продолжат да ги полнат трибините. Ова не е лесно да се организира, од друга страна стварно ми е задоволство и се чувствувам многу добро да повторно се видам со моите бивши колеги, не само од Македонија, и од Европа, од странство, каде што сме делили соблекувална, сме играле едни против други, сме се бореле за шампионски титули. Одличен настан, честитки за организаторот и се надевам дека ракомет на Македонија, спортот број 1 во нашата држава, заслужува ваков настан. Имав сам желју да дојдем. Имав голема желба да дојдам во Македонија и без овој надпревар, но убаво што се случи бидејќи се сретнав со поранешни играчи на Вардар, но и со мои големи пријатели, како што е на пример мој голем пријател Кирил Лазаров, се кога игравме во други клубови. Ова е убава работа за нас кои бевме заедно во ова убаво друштво. Македонската репрезентација имаше големи успеси и ова е успех бидејќи на еден ден имаме можност да се дружиме и да играме заедно. Има и многу публика, секогаш сме имале поддршка од публиката. Публиката знае да го цени она што ние го правевме. Не очекував дека се уште сме популарни како екипа, како ветерани, но драго ми е што го гледам повторно Скопје и што ја гледам повторно полна оваа сала каде се случија многу убави нешта за нас. Скопје у дворану Мени е Македонија втора домовина. Мене Македонија ми е втора татковина. Многу сум среќен што сум тука. Ова е вистинско шоу. Ова ме потсетува на оние денови кога јас ја водев екипата. Сега гледам малку отстрана. Се радувам дека има многу публика. Луѓето го сакаат ракометот исто како во моето време во Металург. А ракометот е број 1 спорт во оваа земја. Тука се многу мои играчи, но пред се тука е Кирил Лазаров. Ова е голема емоција. Затоа и напишав книга за ракометот. Се продава во сите држави. Јас се уште сакам да работам, да учам, да анализирам ракомет и само ракомет. Тоа е постојано во мојата глава. Следам се што се случува, гледам наоколу. И другите спортови треба да го следат овој пример. Секогаш сакав да бидам посебен и бидејќи бев тренер 50 години, навистина сум задоволен од се што постигнав во кариерата. И така да сам задоволен сум. Пепи Манасков, Миркуловски, Стојанче Стојулов, Димовски беа дел од тимот на Вујовиќ. Червар беше задолжен за Милич, Вугринец, Карачич, додека останатите се загреваа да влезат во надпреварот. Резултатот овој пат не беше во преден план. Као да долазим куќи. Како да доаѓам дома, се видов со многу луѓе кои ги познавам. Многу емоции, позната сала, во Скопје, во Македонија се чувствувам навистина како дома. Се видов со играчи кои сум ги тренирал, драги луѓе, комплетниот впечаток е совршен. Зборувавме многу за минатото, за дерби надпреварите тука во Македонија, за Металург, за Вардар, за историјата која го крена македонскиот ракомет на повисоко ниво. Доаѓањето во Македонија со Нино Червар значи дека сме оставиле навистина голем впечаток во оваа земја. Мене искрено ме фати некоја носталгија кога влегов во соблекувална и кога ги видов некои луѓе кои што одамна па и не сум ги видел, а и не во таква улога. Така да супер, малку сум можеби уплашен како и некои други играчи овде со кои што разговараме околу нашата состојба физичка, али се надевам дека ќе ужива публиката, пошто ние сме тука за неа, ние сме тука за овие дечина тука што се дојдени, така да очекувам да биде, гледам дека се спрема добар настап, добра организација. Ракометниот спектакл по одиграни 3 периоди заврши нерешено, но тоа не беше важно, бидејќи ова беа моменти на историја, будење на спомени и години поминати во спортот.
Организатор на настанот беше Спортското радио, кој го заокружи својот 20 годишен јубилеј со ноќ за паметење.